Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните што го одбележаа денешниот ден. Парична помош за семејствата чии куќи изгореа во пожарот во Кавадарци. Грција тоне во банкрот. Македонија четврта најниско задолжена земја во регионот. Општина Велес ги доби сите дозволи за изградба на кружниот тек кај Авона. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска ги посети семејствата чии куќи настрада од пожар по громот што удри за време на невремето, кое вчера го зафати Кавадарци. Министерството за труд и социјална политика заедно со Центарот за социјални работи од Кавадарци ќе обезбедат еднократна парична помош во висина од околу 6.000 евра, односно по 30.000 денари од домаќинство. 6 семејства од Кавадарци ја поминаа минатата ног кај своите најблиски. Нивните домови настрадаа во големиот пожар предизвикан од гром кој удри во една од трите опожарени куќи. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој денеска беше во посета на семејствата, изјави дека трошоците за обновување на опожарените кровови ќе бидат целосно покриени. Како благодарност на соработката на општина Кавадарци со локалната бизнис заедница, со регионалната стопанска комора која што ќе обезбеди пола од финансиските средства, останатата половина од општина Кавадарци за реализација на градежните активности. Средствата кои што Министерството за труд и социјална политика и Центарот за социјални работи ќе ги обезбедат за семејствата се наменети за нивните првични потреби. Дополнително Министерството за труд и социјална политика заедно со Центарот за социјални работи ќе обезбеди еднократна парична помош во висина од околу 3.000, односно од околу 6.000 евра, односно 30.000 денари по домаќинство и од страна на Министерството и дополнително од страна на Центарот за социјални работи. Бизнис заедницата веќе организираше санација на оштетениот материјал, а набрзо треба да започнат и градежните активности за изградба на нови покриви на куќите. Во текот на наредната недела со одлука на Совет ќе бидат определена одредена материјална, односно парична помош, која што сега за сега се движи некаде околу 10, односно над 10.000 евра, ќе биде донирана од страна на локалната самоуправа и бизнис секторот. И организацијата на Црвен крст ќе излезе во пресрет со соодветна хуманитарна помош. Се очекува за околу 10 дена семејствата повторно да ги имаат своите домови. Работни средби со председателите на куќните совети од стамбените згради, односно висококатниците, се одржуваат во просториите на општина Велес. Територијалната противпожарна единица и општина Велес ги иницира овие средби со цел зголемување на заштитата на становите во текот на летниот период, како и запознавање со измените во Законот за домување кои неодамна беа донесени. Работни средби со председателите на куќните совети од стамбените згради, односно висококатниците, се одржуваат во просториите на општина Велес. Територијалната противпожарна единица и општина Велес ги иницираа овие средби со цел зголемување на заштитата на становите во текот на летниот период, како и запознавање со измените во Законот за домување кои неодамна беа донесени. Одржувањето на колективната стамбена зграда им е доверена само лично нив, со тоа што треба да се обезбедат средства сами од себе, мислам, од својот собствен буџет, за да можат да ги одржуваат заедничките простории, заедничките ходници, скалила, па дури одржувањето, чистењето на џаците, што сега по закон е 2 пати годишно и што е задолжително. Од територијалната противпожарна единица упатуваат апел до станарите редовно да ги чистат оџаците. Исто така, да ги почитуваат правилата на противпожарната единица. А тоа се значи исправни громоронски инсталации, хидрански мрежи, значи при летниот период кога одат на одмор да ги проверат своите електрични уреди и сето тоа значи допринесува да се смалат ризиците од пожар, а најбитниот фактор за настанување на пожар се нечистени оџаци. Ваквите средби започнаа во понеделникот и ќе траат до крајот на оваа недела.
Економската слика на Македонија далеку поразлична од онаа на јужниот сосед. Македонија во февруари годинава забележа предвремена исплата на монетарците од 174 милиони долари, со што се намали нивото на државен и јавен долг за 1,7% поени. Грција со државен долг од 177,1% стана прва земја во Европа која тоне во банкрот и не успеа навреме да го исплати долгот кон Меѓународниот монетарен фонд. Економската слика на Македонија далеку поразлична од онаа на јужниот сосед. Македонија во февруари годинава забележа предвремена исплата на монетарците од 174 милиони долари, со што се намали нивото на државен и јавен долг за 1,7% поени. Македонија останува четврта најниско задолжена држава во регионот и Европа, со вкупен државен долг од 36% и јавен долг од 43,6%. Агенциите за кредитен рейтинг Стандард и Пурс и Фич годинава го потврдија стабилното ниво на долгот на Македонија. Според Евростат пак, долгот на земјите од еврозоната изнесува 91,9% и е за 55,9% поени повисок од државниот долг на Република Македонија. Должничката криза на Грција не представува ризик за македонската економија. Република Македонија бележи позитивен тренд во измирување на обврските кон Меѓународниот монетарен фонд. Штедните влогови на граѓаните се заштитени од евентуални опасности преку мерките кои ги спроведува Народната банка на Република Македонија. Видите, Народна банка на Република Македонија, која ја предводи гувернерот Богов, веќе неколку години со ред интензивно се подготвува за евентуалните ризици, односно нема амортизација од должничката криза на Грција и нејзината ескалација. Некои подготовки, односно мерки се преземени уште пред 2 години, а она што го слушнавме во соопштението на Народна банка како нов сет на мерки од понеделникот утрото, јас го ценам како умерено, навремено и во вистинска насока. Мислам дека прво тоа ќе оневозможи барем на маргината, маргинални одливи на капитал од нашите банки, кои што да подсетиме се домашни институции, работат според домашните закони, не се филијали кои што неограничено во секое време можат да внесуваат и изнесуваат средства, туку постојат значителни ограничувања строго контролирани од регулаторот. Она што може со голо око да го видиме од она што известуваат медиумите деновиве е дека не постои некоја нервоза кај населението, односно дачите, во однос на нивните депозити кај банките, што секако е добра вест и тоа треба да се задржи и понатаму. Јас сум убеден дека нашите средства кои се дадени на чување, на располагање на домашните банки се сигурни. Под будното око на Народна банка на Република Македонија. Граѓаните кои патуваат во соседните земји каде се спроведува одлуката за пониски цени во роаминг услугите, денеска на граничниот премин Табановце ќе бидат информирани за условите и начинот на користење на роамингот. На граничниот премин Табановце, денеска граѓаните кои патуваат во соседните земји каде се спроведува одлуката за пониски цени во роаминг ќе бидат информирани за услугите и начинот на користење на роамингот. Надлежни од Агенцијата за електронски комуникации и директорот на агенцијата Роберт Дордановски ќе информираат за новите поволни цени, како и за начинот на избегнување на високите сметки кои се чести при патувањето. Според договорот за минута појдовен повик се наплаќа по 17,9 денари, а за дојдовен повик по 5 денари. СМС порака се испраќа за 5,5 денари, а мегабајт интернет чини 43 денари. Цените се без пресметан ДДВ, а ќе важат до 30 јуни следната година, пошто ќе следи ново намалување. Тогаш минута разговор треба да се наплаќа за 14,76 денари, СМС порака 4,92 денари, а мегабајт интернет 27,6 денари. Од 1 јули 2017 година пак, цената за минута разговор треба да чини 11,6 денари, СМС пораката да се намали на 3,7 денари, а интернетот од 12,3 денари за 1 мегабајт. Одлуката за пониски цени во роаминг во мобилната телефонија меѓу Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора почна да се применува завчера.
95% од субвенциите за земјоделците за 2014 година се исплатени, додека со оние 5% има проблем поради недоставена целосна документација, но по доставување на сите документи истите ќе бидат исплатени. Ова денеска го истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Општина Велес ги доби сите дозволи за изградба на кружен тек кај Јавона. За 10 дена, според градоначалникот Чадиев, ќе започнат припремните активности за реализација на овој проект. Повеќе за овој прилогот на колешката Илица Радевска. Општина Велес ги доби двете последни дозволи за изградба на кружен тек кај раскрсницата кај Јавона. Долго најавуваниот проект на локалната самоуправа наскоро треба да добие своја реализација. Градоначалникот Чадиев вели дека за околу 10 дена треба да започнат припремните активности за реализација на овој проект. Имаме и времено решение на сообраќај, завршено, добиено одобрение на кој начин ќе се одвива додека се трае градбата. Јас да напоменам дека градбата ќе трае малку подолг период, сигурно ќе одземе околу 2 месеца минимум, за да може целокупна таа реализација на проектот да се доведе во онаа фаза во која што имаме, во која што треба да биде ставен кружниот тек во функционална употреба и да им служи секако на граѓаните на општина Велес. Со реализацијата на овој проект се најавува скоро решавање на сообраќајниот метеж во овој доста фреквентен дел од градот. Градоначалникот потенцираше дека планот да се изгради кружен тек доаѓа од големиот број полесни сообраќајни несреќи. Воедно преку споредба со ново изградениот кружен тек на влезот во Велес ја потенцираше важноста од изградбата на истиот кај Јавона. Додека не беше изграден кружниот тек кај Штипско џаде, односно кај Костурница, ние имавме секој втор ден сообраќајката. Некои сообраќајки таму завршија и за жал и со големи последици по здравјето на луѓето. Од кога е направен кружниот тек до ден денеска нема ниту една регистрирана сообраќајка. Значи година дена сообраќајот се одвива онака како што е предвидено. Преку виртуелна анимација на граѓаните им беше презентирано ова сообраќајно решение. Овој кружен тек е дел од сообраќајната студија која локалната самоуправа ја изготви со помош на проектантската куќа Zoom проект од Скопје и беше презентирана во 2012 година. Сообраќајна несреќа се случи попладнево на раскрсницата кај семафорите. Предизвикана е само материјална штета. Повеќе детали во прилогот што следува. Две патнички возила се судрија попладнево на раскрсницата кај семафорите, при што е направена само материјална штета. Едното возило е со белешки, а другото со скопски регистерски таблички. 5 лица, од кои 2 деца со амбулантно возило се пренесени во хирушкото одделение во Велешката болница, но ниту едно не е со посериозни повреди. Како што информираше портпаролот на Велешката болница доктор Петре Кодовски, на сите им биле направени неопходните испитувања, а само едно лице е задржано на неколку часа во болницата. Увид на лице место изврши полицијата, а истрагата ќе утврди кои биле причините за сообраќајната несреќа. Кривична пријава за малолетникот кој минатиот месец запали палма во Младинскиот парк. Со чинот кој го извршил од љубопитност, момчето направило штета од 500 евра. Документираниот настан ќе биде доставен до надлежното обвинителство. Општина Велес може да се пофали со исклучително талентирани музичари, доказува се најмладите ученици од музичкото училиште Стефан Гајдов, кој учебната година ја завршија со бројни награди од домашни и меѓународни надпреварувања. Градоначалникот Чадиев денеска ги пречека учениците кои му раскажаа за постигнатите успеси. Дека општина Велес заслужено го доби приматот за град на културата за 2015 година. Уште еднаш докажаа учениците од музичкото училиште Стефан Гајдов. Потврда за талентот на овие музичари се освоените награди на повеќе домашни и меѓународни надпревари. Повеќе кратните први места на 32 ученици од Стефан Гајдов допринесоа за афирмација на училиштето, но и за промоција на општината. Успешните приказни учениците денеска ги раскажаа на свечен прием кај градоначалникот Чадиев. Пријатно ми изненадивте што можам ова сето да го видам. Прво ви честитам дечиња на сите за постигнатиот успех. Директоре, честитам и вас ви честитам, на професорите за вложениот труд да се постигне ова. Ова е пријатно изненадување за мене како градоначалник. Можам само да ве охрабрам да продолжите и понатаму да работите на овој начин
Сепак, нели, Велес е центар на Македонија, во моментов е и културен центар на Македонија. Благодарение на напорите на професорите и градоначалникот, за прв пат учениците од музичкото училиште имаа прилика да отпатуваат и да учествуваат на надпревар од висок ранг. Оваа година имавме можност да учествуваме на еден од големи светски, така да кажем, надпревари во Италија. А воедно, во историјата на училиштето, ова е прв пат, така да малку да ги прошириме границите во надпреварување. На тој надпревар во Тревизо, Италија, Джовани музицисти, освоивме трета награда со Љубица Малинова. Како награда за успешно завршената учебна година, учениците од општината добија еднодневно патување на дестинација во Македонија која тие сами ќе ја одберат. Македонија учесник на Министерскиот состанок за образование во Валона. До септември осветлување на 12 клучки и крстосници на регионалните патни правци. Прифатен пункт за мигранти во Гевгелија. Ова се вестите од Македонија. Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Дарко Димитров, денеска и утре ќе учествува на 4-тиот министерски состанок на Западно-Балканската платформа за образование и обука, која што се одржува во Валона, Албанија, организирано од Европската комисија. Фокусот ќе биде ставен на повеќе аспекти од полето на образованието и обуката со акцент ставен на развојот на високото образование, кое како приоритет беше дефинирано на претходните министерски состаноци, како и на планирањето на идната работна програма и активности на Западно-Балканската платформа за образование и наука. Во текот на министерскиот состанок, директорот на Националната агенција, Димитров, ќе има излагање на министерските билатерали, во кое ќе ги потенцира напредокот во сферата на програмата Еразмус Плюс и текот на нејзината имплементација во Република Македонија. За до средината на септември годинава јавното претпријатие за државни патишта најавува завршување на почнатите активности за осветлувањето на 12 клучки и крстосници на регионални патни правци со поддршка од Светската банка. Се работи за клучките Ориза, Ристи, Бања, Удово, Асамати, Љубојно, Македонски Брод, Пелинце, Виница, Лакавица, Росуман и клучката Карпош Куманово. Вкупната должина осветлен пат на овие 12 клучки изнесува 10.200 метри, а ќе бидат поставени вкупно 255 еднокраки и двокраки канделабри. Инвестицијата е во вредност од 36 милиони денари. Почнати градежни работи се на клучките Асамати, Љубојно и Суводол, Македонски Брод, а се планираат активности за почнување на клучките Оризари и Стибања и на влезот во Виница, со цел да се подигне нивото на услуги за крстосниците и пред се да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот од јавното претпријатие, соопштуваат дека продолжуваат со проектот за осветлување на клучките на државните патишта. Локација за организирање на специјален пункт за еднодневен престој на мигрантите до нивно заминување ќе обезбеди општина Гевгелија. Ова го договориле градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов и представници на УНХЦР и Меѓународниот Црвен крст. Од УНХЦР побарале пунктот да биде лоциран на просторот околу автобуската и железничката станица со цел да се спречи талкање на бегалците низ градот. Предвидено е пунктот да биде опремен со тоалети, вода, маси и клупи. Општина Гевгелија воведе и задолжителна дезинфекција на превозните средства со кои мигрантите се транспортираат до Табановце. Тимови на УНХЦР и Црвен крст пак со медицински екипи на мигрантите им нудат здравствени услуги и вакцинирање. На 106 годишна возраст денеска почина сир Николас Винтон, кој за време на Втората светска војна спасил 669 деца од нацистички логори. Нови жртви во авионската несреќа во градот Медан, потоа на ферибот кај Филипини. Проследете ги вестите од светот. На 106 годишна возраст денеска почина сир Николас Винтон, кој за време на Втората светска војна им го спасил животот на 669 деца од нацистичките логори. Во периодот од 1938 до 1939 година, во поранешна Чехословачка, тој се грижал за сите формалности и организирал заменување со железнички транспорт во Велика Британија на еврејските деца. Неговиот херојски чин бил откриен случајно од неговата сопруга, кога за тоа нашла документи во таванот на нивната куќа.
Сер Винтон минатата година беше одликуван со највисок државен орден на Белиот лав од чешкиот председател Милош Земан, а во 1998 година председателот Вацлав Хавел му го додели орденот Томаш Гарик Масарик. Во 2003 година Винтон е прогласен за витез од страна на англиската кралица за служба на хуманоста. По повод смртта на британскиот државјанин, сочувство изразија високите чешки политички представници, кои му изразија почит на неговата храброст и скромност. Спасувачките екипи до денеска на Пладне по локално време открија тела на над 140 жртви на катастрофата предизвикана од падот на воениот авион, што вчера се урна во населена област во градот Медан на индонезискиот остров Суматра. Се претпоставува дека бројот на жртвите ќе биде поголем, затоа што се уште не се знае колку војници и екипаж имало во авионот, а колкумина цивили настрадале откако авионот удрил во хотел и експлодирал уривајќи повеќе куќи. Авионот Херкулес е дел од флотата на овој тип авиони, со кој располага воената авиација на Индонезија, а бил купен пред 15 години. Тој е 10-ти авион сопственост на индонезиската војска или полиција, кој паѓа во последниве 10 години. Ферибот што превезувал 173 патници потона крај Филипини. Според властите досега се пронајдени тела на 33 жртви. Фериботот превезувал на линија меѓу градот Ормок и островот Камотес. Спасувачки тимови успеале да им помогнат на десетици патници. Фериботот бил на 200 метри од пристаништето во Ормок кога потонал поради лошо време. Крајната дестинација, островот Камотес, било далечен на 1 час од Ормок, кој се наоѓа на 560 километри југоисточно од Манила. Гоце Уилевски официјално оваа сезона ќе настапува за романскиот ракометен тим од Орхеј. Карпош Соколи очекува одговор од Чековски дали ќе биде дел од нивниот тим. Домашен спорт. Карпош Соколи минатата сезона стигна до Суперлигата, па сега овој клуб со уште поголеми амбиции се подготвува за следниот шампионат во македонската кошарка. Соколите сакаат што поскоро да состават костур на тимот, а на врвот на листата со желби се наоѓа долгогодишниот македонски репрезентативец Ѓорги Чековски. Веќе се почнати и разговорите помеѓу двете страни. Управата на клубот испратила и понуда за крилниот центар. Соколите се во исчекување на одговорот од страна на Чековски, кој во блиски дни би требало да пресече каде ќе ја продолжи кариерата. Чековски минатата сезона настапуваше за работнички, но веќе е јасно дека нема да потпише нов договор со овој клуб. Гоце Уилевски официјално оваа сезона ќе настапува за романскиот ракометен тим од Орхеј. Тие на својата официјална интернет страница објавија дека го ангажирале македонскиот репрезентативец Гоце Уилевски. Откако ги носеше дресовите на Металург и Вардар, тимот на од Орхеј ќе биде прво интернационално искуство за Уилевски. Сезонава од Орхеј победи во Куп Челендж, што е најголем клубски успех, но во домашното првенство не стигна до разигрувањето за титулата, бидејќи целосно беа фокусирани на дуелите во финалето од Купот Челендж. Левото крило е уште еден искусен играч од Металург што реши да замине. Управата на Скопје има тешка задача да состави доволно квалитетен тим, што ќе може да биде конкурентен во Д групата од Лигата на шампиони. Кевин Лав потпиша нов 5-годишен договор со Кливленд. Јувентус одбил 80 милиони евра за Погба. Следуваат вестите од меѓународниот спорт. Кевин Лав потпиша нов 5-годишен договор со Кавалирс, вреден $110 милиони. И покрај најавите дека ќе замине, Кевин Лав сепак нема да ја минува средината. Лав уште пред неколку месеци најави дека ќе ги разгледува понудите од сите за останати екипи, за на крајот сепак да реши дека Кливленд е вистинскиот клуб за него.
Пред се поради фантастичните $110 милиони за 5-годишен договор, понудени од страна на Кавалирси. Слушнав многу шпекулации за мојата иднина, но на крајот сепак пресудна беше желбата да останам овде и да го довршиме она што го почнавме минатата сезона, изјави Кевин Лав за американски медиуми. Словенецот Горан Драгич останува во Мајами, а според првичните информации ќе заработи $90 милиони. Следна цел на жешките е продолжување на договорот со Двеин Вейд. Конкретна понуда во висина од $80 милиони одбил италијанскиот шампион од Барселона за Пол Погба. Барселона понуди $80 милиони за Погба, но ние не сакаме да го продадеме, изјави за газета Де Спорт директорот на Јувентус Джузепе Марота. Играчот за врска е приоритет број 1 на ова лето на каталонскиот тим. 22-годишниот француски репрезентативец во Јувентус пристигна во 2012 година од Манчестер Юнајтед како слободен играч, откако тогашниот менаџер Алекс Фергусон проценил дека тој не е доволно добар играч за црвените ѓаволи. Денеска имавме претежно сончево и топло време. Во продолжение проследете деталната временска прогноза и за наредните денови. Ова беше последната информација за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!